Македонија како држава почна да функционира со решенијата на првото заседание на АСНОМ од 2 август 1944. Неоспорен е фактот дека во тој период се забележува релативна самостојност и сувереност. АСНОМ јасно го потврди постоењето на македонскиот национален ентитет и суверенитет, но остана нерегулиран односот на новата федерална единица Македонија во рамките на федерацијата. Во ситуација кога се уште не беа регулирани односите меѓу федерацијата и републиките, сосема природно е што во Македонија се појавија стремежи за поголема политичка и економска самостојност. Носители на таа политика беа револуционери кои и пред војната, како членови на ВМРО и ВМРО Обединета, се залагаа за формирање на самостојна и обединета Македонија. Но исто така и младите интелектуални комунистички кадри кои не беа толку подложни на партиска дисциплина. Тоа беа Методија Андонов Ченто, Павел Шатев, Димитар Влахов, Шакир Војвода, Емануел Чучков, а потоа се приклучија Петар Пирузе, Лазар Соколов, Киро Глигоров, Венко Марковски и други. Тие ја гледаа иднината на Македонија во сојуз со југословенските народи или пошироко во Балканска федерација, но на база на сувереност на секоја од државите. Второто заседание на АСНОМ било искористено да се расчисти со пројавените тенденции за сепарирање на Македонија од Југославија. Присуството на Едвард Карделј на ова заседание, според британските аналитичари, не било случајно. Тоа имало за цел да ја осигури крутата верност кон партиската линија. Меѓутоа, македонските државни романтичари продолжиле по свое. Тоа било причина државното партиско раководство на Југославија на седницата на Политбирото во март 1945 да се осврне на изградбата на социјализмот во Македонија преку реферирањето на Миха Маринко. Присутните биле известени дека во Македонија постои затегнатост меѓу младите комунисти и старите ликвидатори. Во освртот на ликвидаторите, Маринко вели дека Ченто нема големо влијание. Централниот комитет е доста слаб. Лазо е политички најак, партиски добар, но тврдоглав. Стариот Влахов не работи. На седниците на Централниот комитет молчи. На собирот во Бугарија зборувал дека македонската емиграција треба да се врати во Македонија. Но Маринко смета дека сепак многу е добро расположението за Југославија. Македонското раководство тие сепак зависеа од еден центар, Белград. И мораше да се слушаат директивите што доаѓаат од озгора, затоа што се работеше за висока политика. Во дискусијата по реферирањето на Миха Маринко, Гилас предложил Влахов да се повлече од Централниот комитет, а Ченто да се казни партиски и дури да се исклучи. Карделј сметал: народот е со нас. Почнување на вооружената борба 1941 година. И понатаму во тек на НОП. Тоа беа традициите од ВМРО и Илинден. Тоа беше револуционерната традиција на која се подпира и генерациите меѓу двете светски војни кога ја истакнуваа својата национална македонска посебност.
Набрзо во текот на летото 45-тата година на седница на пленумот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во присуство на Лазар Колишевски, Цветко Узуновски, инструкторите Лилјана Чаловска, Вера Ацева, Владо Стругар, Благој Талески и Крсте Црвенковски, како точка 5 било поставено прашањето за скршнувањето во нашата партија и фракционерството. Во своето излагање, Цветко Узуновски Абас, одговорен за ОЗНА, зборувал за појавата на групашење, како резултат на неможноста комитетите да ги откријат незадоволните елементи. Таа група тврдела дека во Југославија не може да се ослободи и соедини цела Македонија, ами дека тоа е возможно само ако се бориме за посебна македонска држава, односно за Балканска федерација. Според Абас, во таа група биле Мане Чучков, Киро Глигоров, Лазо Соколов, а некои кои ја увидоа својата грешка отпаднаа. Но наместо да престане со својата активност, групата се проширила. Денес таму се Ченто, Венко Марковски, Апостолски, Киро Глигоров, Лазо Соколов, Пере Пирузе, Благој Хаджипанзов, помагани од Влахов Стариот, но и од страна на младиот Влахов. Тие по сите прашања си имаат своја линија, спротивна на партиската линија. Узуновски предложил да се заземе фронтален блок спрема групата и организациите да не бидат запознаени со имињата на низините членови. Сметал дека треба принципиелно да се удри по неа, односно по нивните идеолошки ставови. Пленумот бил свесен дека раскринкувањето не може да оди лесно, бидејќи одделни личности од анатемисаната група во некои средини уживале голем углед. На крајот Колишевски побарал да се прибере материјал за сите од групата. Основните мотиви на осуда од страна на младите комунистички кадри спрема така наречените стари ликвидатори биле: постоело несогласување меѓу президиумот на АСНОМ и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во однос на кадровската политика. Имено, президиумот се спротивставувал на решенијата во Македонија да се префрлат лица кои живееле во Србија, а во Македонија не биле доволно познати. Сомнително било и прашањето на доаѓањето на инструктори од страна, пред се во УДБА и во ЈНА, при што се запоставувале или елиминирале македонските кадри. Постоеле различни гледања меѓу президиумот и Централниот комитет во однос на извршувањето на смртните казни на затворениците без донесување судски пресуди. Анатемисаната група била за придржување кон прописите на правна држава. Се залагала да не може да се извршува смртна казна без да има правосилна пресуда, повикувајќи се на ставот што ќе рече светот за нас. Незадоволство на пленумот предизвикал и фактот што во Македонија започна процесот на сменување на некои воени кадри или нивно поставување на пониски функции, а македонската војска почнала да се заменува со српски воени единици. Во однос на компетенцијата на републиките се барала децентрализација во стопанскиот живот, поголема стопанска активност на републиките, а особено се барало за определени дејности да се дозволи поголема приватна иницијатива. За време на посетата на Софија, на почетокот на декември 1944 година, Петар Пирузе зборувал дека иднината на Македонија ја гледа во Јужнословенска федерација, како чекор кон поширока Балканска федерација. Уследила британска реакција. На бугарската и на југословенската влада им било сугерирано да преземат мерки во врска со неодмерените изјави на македонските политички личности. Централата во Белград во текот на 45-та година презеде иницијатива на еден од состаноците се дискутира на Политбирото на ЦК на КПИУ да се расчистува со македонските сепаратистички елементи во Македонија. И е преземена иницијатива со нив да се расчистува поединечно. Во идниот период, централизирањето на Македонија се одвивало низ неколку фази. Во првата, до формирањето на единствената југословенска влада на 7 март 1945 било допуштено живеењето на националните чувства на македонците. Во втората фаза, на второто заседание на АСНОМ, гласноговорниците на идејата за обединување биле политички изолирани. Третата фаза настапила со формирањето на првата македонска влада, кога Македонија била ставена под контрола на централната влада.
И во четвртата фаза, во јуни 1945-та, Централната влада, наместо прашањето за обединување, го покренала прашањето за човековите права на македонското малцинство во делот на Македонија под Грција. Тие што беа етикетирани како сепаратисти и антипартиски елементи, завршија како што завршија. Кои на мермерот, кои во Белград под контрола на партискиот врв, кои во изолација. Со одржувањето на третото заседание на АСНОМ од 14 до 16 април 1945 година, во Македонија се заокружил еден многу значаен историски период, кој што завршил со формирањето на првата влада на Македонија. Поради тоа, 16 април треба да представува датум на завршувањето на Народно-ослободителната војна во Македонија, а потоа започнува така наречениот повоен период на развојот. Наместо Националниот комитет за ослободување на Југославија, кој за време на војната вршел улога на влада, на 7 март 1945 година се формирала привремената влада на Демократска федеративна Југославија. Истото требало да биде реализирано и во републиките. Така, на 16 април 1945 врз основа на заклучоците на третото заседание на АСНОМ се формирала првата влада на Демократска федеративна Македонија. Формирањето на владата на Демократска федеративна Македонија имало длабоко државотворно значење. Таа е првата влада во историјата на македонскиот народ. Од 2 август 1944 па се до 16 април 1945 нејзината функција ја вршел Президиумот на АСНОМ. По 16 април Президиумот на АСНОМ продолжил да функционира како Президиум на Народното собрание на Македонија со битно намалени ингеренции во законодавната дејност. Владата на Македонија станала основниот носител и столб на државната политика во Македонија. На чело на владата бил поставен Лазар Колишевски, во кој имала доверба Централната влада во Белград. На местото на антикомунистите и сепаратистите биле поставени млади проверени комунисти кои ја спроведувале сојузната политика. Партијата го контролирала целокупниот државно-управен и судски апарат. Партијата имала целосна контрола и врз полицијата. Партиската известувачка служба, Одделението за заштита на народот, ОЗНА, во 1946 година влегува во рамките на Министерството за внатрешни работи под името Управа за државна безбедност, УДБА. Нејзината улога била заштита на поредокот и дејност против сите оние непријатели кои не се согласувале со воспоставувањето на новиот општествено-економски систем. Иако владата на Македонија прифатила да се прилагоди кон централистичкиот систем на југословенското уредување, во некои области таа сепак дејствувала автономно. Со неа, Македонија го дооформила сопствениот систем органи на власта како современа држава. Првите непосредни избори биле одржани од 11 до 25 март 1945 година. Тоа биле и првите избори во историјата на македонскиот народ. Во декември 1946 година беше донесен првиот устав на Македонија. Во него НР Македонија била дефинирана како народна држава со републиканска форма на уредување. Со уставот, клучните функции во државата, одбрана, внатрешни и надворешни работи, потпаднале под надлежност на федерацијата. Со тоа биле редуцирани одредени права што ги имала Федерална Македонија од 1944 до 1946 година. Тоа е период кога започнува процесот на промена на сопственичките односи, укинување на приватната сопственост и создавање силен државен сектор. Приоритет се давал на индустриализацијата и на електрификацијата. Насекаде било воведено рационализирано снабдување со прехранбени и други производи. Целокупната активност била планирана со 5-годишните планови, по примерот на советските петолетки. Оние кои се спротивставувале биле етикетирани како непријатели на социјализмот. Имало и бунтови населани во Радовишко, Кичевско и во Кумановско, кои биле загушени со примена на сила. Во
Владата на Македонија со самото свое формирање започнала да води политика на јакнење на братството и единството на народите на Југославија, создавање цврста Југословенска федерација, во која Македонија би обстојувала како нејзина членка. Голема моќ била концентрирана во рацете на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на Комунистичката партија на Македонија. Се спроведувале идеолошки чистки на неистомислениците, неретки биле појавите на самоволија од страна на органите за внатрешна безбедност. Членовите на Комунистичката партија ги презеле сите поважни функции, како на југословенско, така и на републичко ниво. На првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија во 1948 година отворено беше инаугурирана партиската хегемонија. Тогаш се официализира антисталинистичкиот курс, што беше искористено за пресметка со поддржувачите на Информбирото. Сите овие лица кои што во периодот од 1945 година се против Југословенската федерација беа испратени во Белград, каде што беа задржани на превоспитување и со тоа нивната дејност некаде во периодот на 50-тите години замрува. Президиумот на АСНОМ, а потоа и владата, дадоа особен приоритет на изградбата на институции со кои требаше да се заокружи македонската државност. Уште во текот на војната, на 3 ноември 1944 во село Горно Врановци, Велешко, за прв пат беше издаден весникот Нова Македонија. Беа отворени првите гимназии во градовите Скопје, Битола, Прилеп, Штип, Кумарово, Струмица, Тетово и Охрид, а на 23 ноември истата година е формирана Националната централна библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. На 15 декември во Скопје беше одржана конститутивна конференција на антифашистичкиот фронт на жените. Истиот ден беше издаден и првиот број на весникот Македонка, а потоа под наслов Просветена жена и првото женско списание. Во декември излезе и првиот број на весникот на турски јазик Бирлик. Радио Скопје. На крилјата на Радио Брановите се пренесе в свет вистината за социјалистичката изградба во нашата земја. На 28 декември започна емитувањето на Радио Скопје со директен пренос од второто заседание на АСНОМ. До крајот на 1946 година беа отворени Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, Театарот на малцинствата, а театри беа формирани и во другите градови. Не сакам жена за пари. Јас милувам синка од чиста милост да ми дојде не за пари. О, речено, дека немаш, зато така зборуваш. Да имаше 20-30 лири, инаку ќе беше. На 8 март, за прв пат во Скопје се прославува Денот на жената. На 3 мај 1945 објавена е и првата азбука на македонскиот јазик. Во декември 1946 година со основањето на Филозофскиот факултет беа поставени темелите на високото образование во Македонија. Потоа беа формирани и Медицинскиот и Земјоделскиот факултет, со што беше основан и Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје. Во овој период на социјализам и покрај сето оно што се случуваше, сепак на Македонија и беше дозволено во Југославија, во рамките на Социјалистичка федеративна Југославија, да го достигне својот максимум во однос на оно што се вели култура, литература и јазик. Разговорите за формирање на Јужнословенска федерација помеѓу Бугарија и Југославија биле поведени по Титовиот престој во Москва и разговорите со Сталин во септември 1944. Со новата политика на Југославија и Бугарија беше дозволено учество на бугарските единици во борбите против нацистичкиот окупатор.
Представниците на Отечествениот фронт на Бугарија изразиле готовност да ги исправат сите дотогашни неправди нанесени од бугарската држава на македонскиот народ за време на бугарската окупација на Македонија. Едно од најчувствителните прашања помеѓу двете земји било прашањето за присоединување на делот на Македонија во рамките на Бугарија кон Федерална Македонија во составот на Нова Југославија. Иницијативата за формирање на федерација била дадена во ноември 1944 година. Со предлогот даден од југословенска страна се предвидувало обединување на федералните држави кои сега се наоѓаат во составот на Југославија и на Бугарија во една федеративна државна заедница. Се предвидувало формирање на единствена команда на вооружените сили на Југославија и на Бугарија, водење на заедничка надворешна политика, укинување на царинската граница и остварување на најтесна економска соработка. Двете страни му го признавале на македонскиот народ правото на самоопределување. Ѓорги Димитров, кога оди во Москва при преговорите со Сталин, кога го прашува што се случува со идејата за федерација помеѓу Југославија и Бугарија, Сталин му одговара: да, другар Димитров, ќе има федерација помеѓу Југославија и Бугарија, ќе има обединување, меѓутоа некога вие сакате и некако што вие мислите. Набрзо дошло до промена на бугарскиот став. Наместо обединување, бугарскиот предлог се сведувал на формирање на одбранбен сојуз, односно пакт за взаемна помош. Се условувало обединувањето на Македонија и тоа можело да се случи само ако дојде до обединување со Бугарија, додека југословенската страна го потенцирала правото на македонците на обединување, без разлика дали ќе дојде до федерирање со Бугарија или не. И покрај тоа, во предлогот било нагласено полното право на македонскиот народ на самоопределување и било заклучено делот на Македонија кој и припаднал на Бугарија во 1913-тата да и се врати на Македонија, а бугарските територии кои и припаднале на Југославија, според договорот од НЕИ, да и се вратат на Бугарија. Договорот требало да биде потпишан спроти новата 1945 година. Повикот од Москва го сопрел тој процес. По разговорите во Москва и двете држави ги напуштиле разговорите за федерација. Се преминало на преговори за сојуз и пријателство. Политичкиот врв на Велика Британија веднаш го задолжил шефот на британските мисии во Југославија, Фицрој Меклин, да го извести Јосип Броз Тито за британското спротивставување. И македонците во таква ситуација настојуваат да ја внесат македонската национална програма, да го внесат реализирањето на ослободувањето и постигнување на државност и поможност на обединување на Македонија. Во однос на Македонија, Соединетите Американски држави се приклониле кон британскиот став. Суштината била да се остават македонските делови од Грција и Бугарија на односните земји. Сталиновите калкулирања со идејата за федерација меѓу Југославија и Бугарија биле само фасада зад која се криеле советските интереси на Балканот. Кон средината на 1947 година, Сталин повторно ги обновил преговорите за федерација, кога Југославија и Бугарија постигнале договор за меѓусебна соработка. Со договорот се предвидувало максимална размена на стоки, нов режим на двосопственичките односи, културна соработка и подготовка за создавање царинска унија. Во двата подпишани договора воопшто не било споменато прашањето за делот на Македонија во рамките на Бугарија. Пристапувањето на Комунистичката партија на Југославија во новата меѓународна организација на комунистичките и работничките партии Коминформ, формирана во октомври 1947 година, од западниот демократски свет било протолкувано како последна потврда дека Југославија и го врти грбот на самостојноста и дека станува советски сателит. Се повеќе основните противречности на современиот свет, противречностите меѓу капитализмот и социјализмот се сведувале на меѓудржавните судири на големите сили. Така, Коминформот за основна цел имал прифаќање на советскиот модел на социјализам без приговор.
Југославија, како земја која ја извојувала победата против фашизмот без советска помош, настојувала да води политика на држава која ќе има доминантна улога на Балканскиот полуостров. Таквата политика не одела во прилог на Сталиновите планови. Суетен по природа, тој не можел да дозволи загрозување на неговиот авторитет, а неспорно во Тито тој видел таква опасност. Навестувањата за промена на советската политика во однос на Југославија станале очигледни кога на 28 март 1948 година пристигнало првото писмо од Советската партија, во кое биле презентирани грешките на КПЈ во однос на внатрешната и надворешната политика. Југославија набргу останува изолирана, осамена, без пријатели и сојузници. Резолуцијата на Информбирото представувало шок за комунистите. Уште повеќе што дошло до лицитирање помеѓу самите комунисти во однос на Тито или Сталин. Во таква ситуација, УДБА имала полни раце работа. На општествено превоспитување на Голи оток биле упатени 883 лица од Македонија. Низ Голооточкото мачилиште поминале и голем број познати македонски револуционери, антифашисти и комунисти. Панко Брашнаров, Петре Пируземајски, Димче Аџимитрески, Венко Марковски, Владо Полежиновски и други, под обвинение дека се поддржувачи на резолуцијата, а Павел Шатев бил во домашен притвор. Позитивно било што со Информбирото се напушти политиката на копирање на советскиот модел и се започна со барање патишта за самостојно уредување на општествениот живот. Фактички, исконските или вековните непријатели, особено на Балканскиот полуостров, советите или русите и британците 48 година доаѓаат до иста точка, дека и едните и другите се против таа Балканска Јужнословенска федерација и решавањето на македонското прашање во такви рамки. Преземените мерки за развој на стопанството се покажале како неуспешни, што било сигнал да се започне со менување на производствените односи. Поголема слобода требало да им се даде на производителите при располагањето со резултатите од трудот. Драги граѓани града Скопје, зар смо ми заслужили то да се данас за толику страна подмече све могуќе дисонације, клевете против и руководства и против нашeg народа. Mi smo uvijek željeli mir. Mi smo uvijek željeli i verovali smo da se